Please welcome Secretary Clinton. Вратата изгледа широко отворена за кандидатурата на поранешната државна секретарка Хилари Клинтон. Но на овој ден во Универзитетот Џорџтаун фокусот на Клинтон не е политика, туку засилување на улогата на жените во решавање на конфликти. Ние знаеме дека кога жените учествуваат во мировни процеси, често занемарени прашања како човековите права, правда за поединци, национално помирување и економска обнова излагуваат во преден план. На републиканската страна, тексашкиот сенатор Тед Круз е еден од неколкуте за потенцијална кандидатура во 2016. Круз е миленик на конзервативното движење Ти Парти и веќе се покажа како неуморен критичар на надворешната политика на председателот Обама. Последните 6 години видовме како Америка се губи од лидерството во светот. Тоа креираше вакуум што го пополнија држави како Русија, Кина и Иран, што не го направи светот побезбеден. Освен Круз, поранешниот гувернер на Флорида, Джеб Буш, гувернерот на Њу Џерси, Крис Кристи и сенаторот од Кентаки, Ранд Пол, би можеле да бидат дел од полето на републикански председателски кандидати, вели аналитичарот Џон Фортиер. Републиканците ќе имаат повеќе луѓе што представуваат различни гранки на партијата и не е јасно кој ќе се издвои пред другите. На демократска страна има јасен предводник – Хилари Клинтон. Лути противници за време на демократските прелиминарни избори во 2008, Клинтон изненади многумина кога прифати поканата на Обама да стане државна секретарка. Но Клинтон сега можеби ќе треба да се дистанцира од председателот заради неговата непопуларност. Републиканската партија може да ја дели само еден кандидат и едни избори од воскреснување на председателско ниво. Тоа секако нема да биде лесно за Клинтон, исто како и предизвикот да се кандидира за трет мандат од иста партија. По непопуларен председател, вели Вит Еарс, републикански анкетар кој додава дека републиканците се надеваат од и победата на конгресните избори ќе им ги подобри шансите за председателските избори. Републиканската партија може да ја дели само еден кандидат и едни избори од воскреснување на председателско ниво. Подржувачите на Клинтон велат дека соопштението за незиното можно кандидатирање може да дојде уште во февруари.